Здраво дечки, денес возиме Volvo XC40 Recharge. Во ова видео нема да зборуваме колкав багажен простор има, нема да гледаме каков простор има позади, колку куки за качалки има, дали има приклучок за струја, колку е практичен цел тој простор, дали има простор за вуфер, за озвучување, за како изгледа напред, што се нуди во опрема, каков инфозабавен систем. Не, бидејќи тоа видео веќе го гледавме со другото XC40, оние што не сте го гледале, можете сега тоа да го направите тука и исто така да направите subscribe. Сега ќе зборуваме за овие кабли тука и уште еден отвор од страна што има ова XC40, бидејќи станува збор за Recharge, односно плагин хибрид верзија. Ајде да видиме што е тоа. Сега, што значи Recharge? Што значи Volvo XC40 Recharge плагин хибрид? Искрено нема никакви разлики, ниту дизајнерски, ниту внатре, ниту е нарушен комфор, ниту се изменети одредени работи за да се постават батерии или слично. Нема да приметите никаква разлика, бар ја не приметив. Единствена разлика тоа што во багажникот имате само еден кабел, кој што видовме, и имате уште еден дополнителен отвор за полнење, покрај тој за бензин имате уште еден за полнење за струјата. Сето тоа функционира многу добро. Едноставно сме гледали со други епизоди кои што можете и сега да ги погледнете, со пример со Passat GT, каде што објаснувавме како се полни, каде се полни, колку полначи има во нашава држава, колку треба нашава држава да работи на сето тоа. Мислам дека и како народ, и како држава, како институции, се уште не сме спремни на тоа ментално ниво да зборуваме за толку многу за електрични возила, за хибрид, за полначи, бидејќи ниту државата помага во сето тоа, ниту ние не сме премногу заинтересирани за жал, бидејќи ова што го нуди плагин хибридот според мене е најсовршената комбинација како да се сочува и планетата Земја, но исто така и моторот со внатрешно согорување. Тука под халба имаме нешто навистина интересно. Односно станува збор за 1,5 трицилиндричен турбо-бензински мотор кој што произведува 180 конски сили и е во комбинација со електромотор кој што произведува дополнителни 80 конски сили. Сушност тоа значи дека заедно произведува 260 конски сили. Тие перформанси нудат многу задоволителни бројки. Пример, од 0 до 100 се забрзува за 7,3 секунди. Возило кој што е SUV, кој што тежи речиси 2 тона, 1700 кг поточно, и забрзува за 7 секунди, тоа е навистина интересна бројка. Тие конски сили се навистина и повеќе од доволни, не само за да го задоволи оној спорт, да го задоволи тоа спортско чувство, туку исто така да ви понуди и ниска потрошувачка. Трошиме 6,5 литри кога возиме на бензински мотор, кога возиме на струја, нормално тоа чини 0, компер, ништо, бидејќи полнењето е бесплатно. Или ако полните на домашна струја, тоа излегува многу ефтино, помалку од 100 денари за 100 километри. Плюс кај плагин хибрид, она што е доброто, се полни со возење, со кочење. Можете со оваа батерија која што е 10,7 киловат-часовна батерија, можете да поминете повеќе од 40 километри, барем она што ние го извозевме, успеавме со 100% на батерија да извозиме околу 43 километри, што е супер. Тоа е лично за мене еден цел ден возење низ град и стварно возењето на струја е мирно, тивко, и затоа сметам дека не сме на тоа ментално ниво да размислуваме така, бидејќи не само што ја зачувуваме околината, возиме во урбаните средини на струја, не загадуваме воопшто. Од друга страна,
го сочувуваме моторот со внатрешно согорување, бидејќи кога сакаме да возиме перформансно, односно брзо, спортски, ние тоа го имаме. Може да го чуеме звукот, да и осетиме вибрациите на кои што сме навикнати, и тоа е предноста на плагин хибридот. Плюс, како што кажав, немаме доволно полначи, а плагин хибридот кај нас е идеална опција. Можеме дома го полниме, сам се надополнува до одреден момент. Така да, ако размислувате за електрификација, размислувајте за плагин хибрид, бидејќи првенствено тоа најмногу ќе ви помогне и реално најмногу ќе го користите. На возење во споредба со другата XC40, искрено јас чувствувам разлика, бидејќи нормално батериите играат улога, поставени се ниско, има друго тежиште во моментов, повеќе тежи од претходната верзија, се вози малку поразлично со педалите, бидејќи како хибриден автомобил, нормално знаете, сме збореле како различно возат со оној брейк систем, односно брейк режим кој ќе го поставите менувачот. Тоа значи како ќе отпуштите педалата за газ, тој полека подзакочува, бидејќи ги надополнува батериите, и е минимално да користите, потребно е минимално да користите педалата за кочница. Педалата за кочница од другата страна е малку поосетлива од истиот момент, бидејќи таа веќе надополнува струја, помалку подзакочува, значи вие веќе сте во некој процес на кочење и е потребно да сте понежни со кочницата, бидејќи ако се навикнети од претходните возила како да кочите, ќе се соочите со малку поголеми сецкања, со по непријатно возење, кое што бара мала навика, но тоа воопшто не е страшно. Сега менувачот тука е 7 степен менувач, кој што јас и во другото Volvo бев презадоволен, воопшто не се чувствуваат брзините како се менуваат. Во одреден момент мислев да не е CVT од страна на, бидејќи не ги чувствувам брзините како се менуваат, но не е CVT бидејќи немате бучава, се намалуваат обртаите, сето тоа функционира елегантно, премиум, бидејќи сепак Volvo е премиум бренд. Само што Volvo се сконцентрираат на еден многу подруг сегмент. Не е само луксузност, постави кожа и готово, вие имате премиум модел. Не, они размислуваат на многу повеќе работи. Безбедност, не мора да зборуваме, се знае кои се Volvo тука. Технологии, системи, сосема поразлични. Се е направено да функционира едноставно, лесно за команда, лесно да го навикнете, да не губите време, ниту во преварување на одредена функција, ниту во заглавување во системот. Не, си возите, одма знаете кој е копче, каде, лесно се стига до било која функција и тоа е тоа. Квалитетна изработка. Знаете, и во другото видео зборев, сите овие работи, топчиња, кругчиња, од почнувајќи од климауредот до радио. Сите тие копчиња се толку квалитетно изработени, толку е големо задоволство и користите сите тие работи. Јас сум стварно фасциниран од сето она што го нуди Volvo. Возењето колку е мека и удобна. Исто така, потрошувачката помалку од 6 литри кога возите на бензин, јас уште не можам да поверувам дека трицилиндричен мотор, кој што не се чувства дека е трицилиндричен, кој што произведе 180 конски сили и да нуди потрошувачка околу 6 литри, па тоа е совршената комбинација. Цената за целото ова возило е околу 50.000 евра. Конкретно ова возило чини 53.000 евра, цената започнува и од 47.000 ако го нарачате сега како моделска 2022 година. Посетете го салонот на Volvo, одберете го вашиот пакет и почнете да размислувате на електрификација, на плагин хибрид. И кога ќе почнете да размислувате,
ќе видите колку придобивки имате не само со зачувување на околината, на моторот со внатрешно осигурување, туку и колку ќе ви биде поедноставно возењето. Се гледаме наредна недела. Чао! Воу! Воу! Како функционираат системите.